Фатма. Фатма. Кажи. Добро утро. Добро утро. Фатма, јас размислував и сакам нешто да прашам. Прашајте. Сега, Мустафа, знаеш, нели дојде со посебна дозвола од Истанбул во Песочан. Што знам? И ќе се врати. Ама што ќе биде со свадбата? Со Вахиде? Ама и со Зарифе што ќе биде, а? Ама Мустафа ќе треба да се врати во Истанбул, нели така? Ми се замати паметот. Ние ќе правиме свадба или нема да правиме? Кажи, Фатма. Добро утро, таце! Добро утро, душичке. Добро утро. Дојди ваму, дојди. Ајде сега, оди ти кај мајка ти, а ти дојди кај татко ти. Ајде. Стани, Кирко. Не сакаат да станат. Добро, тогаш и вака може. Добро утро, мамо. Леле, блесаво дете. Јас одам на работа, Хасан. Ајде, устани со здравје. Ајде, пријатна работа, довидување. Ајде, Хатидже, Кажи. да ти кажам нешто. Конецот од прва ќе го пробадеш низ иглата. Не заборавај, добро кројачот. Конецот од прва го протнува Добро, низ иглата. Хасан. И со муштериите ќе се однесуваш убаво. Не заборавај навреме да го нахраниш Хусмен. Хатидже, зошто да заборавам? Ти додека шиеш, не заборавај да ставиш на прсток. За колку време ќе го нахраниш? За 2 часа. Точно. Точно е, Хатидже, зошто да не биде точно? Не заборавај да го преслечеш исто така. Не заборавам. Ајде, остани со здравје. Ајде. Добро утро, Џабар Ефенди. Добро утро, кројачу Никола. Доколку некога се предомислиш за тоа да го продадеш дуќанот, да знаеш дека и јас сум секогаш тука и чекам да ти го купам дуќанот. Нема да се предомислам, кројачу Никола. Јас тебе воопшто не можам да те разберам. Воопшто не можам. Не ме разбираш ти? Не те разбирам, ти велам. Ке ме разбереш? Џабар Ефенди! Уса? Џабар Ефенди! Што е? Готови сме! Што се случува, бе? Го крадоа стадото. Што рече? Кој го украде? Не знам. Ајде, трчај. Завршивте? Завршивме, Никола Ефенди. Алекс. Дедо? Алекс. Вчера слушав тоа што го кажуваше. Ти оваа девојка толку многу ли ја сакаш, бе, Алекс? Многу ја сакам, дедо. Толку многу за да му се спротивставиш на целиот свет, зарем толку ја сакаш, Алекс? Да, дедо, би застанал против целиот свет. Тога застани, бе, море. Застани, Алекс. Дедо? Дедо, добар ли си? Дедо, добар? Ти, уште ли си тука, бе, внучко? Уште ли си тука, бе?
Добро утро, нека ти е, Чичко Рамис. И тебе, Мустафа. Ти доаѓаш ли во џамија? Доаѓам. Ајде. Ајде. Татко Рамис! Татко Рамис! Повели. Каде е мајка Фатма? Горе. Овде сум. Еј, Мајко Фатма, погледни кого ти го донесов. кого донесе, не го познавам. Ти го донесов Хусвен внукот. Ле, јас се не го познавам него. Убаво што го донесе Хасан. Добре ни Мајко Фатма, дојде. на секои 2 часа ќе го нахрануваш и да го пресоблекуваш од време на време. Ето Ајде толку. ти оди. Ајде, јас сега ќе одам в џамија со татко Рамис. Ајде оди ти велам. Ајде оди со здравје. Ајде. Ајде. Ајде, оди. Ајде. Оди пред да се предомислам, ајде. Ајде. Добро утро, Дада Хатиџе. Добро утро. Намик? Намик? Зошто си вака облечен? Се кријам од татко и на невреста Дада Хатиџе. Многу е голем, бе. За последен пат те предупредуваме. Ако продолжиш да ја издаваш верата, крајот лош ќе ти биде. Добре дојде капетане Ахмет Екрем. Господинов дојде од Истанбул. Сакал да зборува со тебе за нешто многу важно. Повелете, седнете. Готов сум. Готов.
Мустафа, денес зборувавме со Фатма. Што зборувавте, Чичко Рамис? Се одлучивме да ја направиме свадбата. Ама Зариф е татко Рамис? Нели знаеш, Хасан? Престојот на Мустафа привршува. Ќе мора назад во Истанбул. Многу ми е драго, Ахмет Екрем. Имам чуено за вас многу за време на војната со Тесалија. Ви благодарам. Капетане, сакам да направите тим од луѓе на кои можете да ми верувате. Со овие луѓе заедно сакам да одите во сите турски села и да ги обучувате младите момчиња да ракуваат со оружје. И сакам да создадете воени сили кои ќе можат да се одбранат од разбойниците кои ги напаѓаат во последно време. Разбирам, господине. Исто така сакам да одите по селата и да ги освестите луѓето, да ги подготвите за идеја за слободна држава. Ама секако за овие дејанија не сме никој да знае. Особено не власта во Истанбул. Разбирам. Поради ова, ти и твоите пријатели ќе морате да бидете во цивилна облека. Се што ви е потребно, оружје и слично, ќе ви биде на располагање. Главен на војниот магазин во гарнизонот е офицерот Нијази од Ресен. Не го побарајте го. Тој знае за сето ова. Господинот Нијази е многу храбар и доверлив офицер на Унијата. Го познавам, господине. Се имаме сретнато неколку пати. Ајде со Господ напред. Татко Рамис, како ќе стасам да ја сошијам венчаницата за толку брзо? Хасан. А ракава? Ќе стасаш, реков. Ајде, здраво живо. Здраво живо. Здраво живо. Стигна ли Рамис Ефенди? Најпрво врати ми на поздравот, бе, Рустем. Здраво живо. Ај здраво живо. Кажи сега што сакаш да кажеш. Знам што ќе зборуваш. За керка ти Зарифе. Луѓе, смирете се. Не може вака да се однесувате во џамија. Ти каков муслиман си кога твојата черка не го слуша твојот збор, млекару? Нимавај, Тасин, што зборуваш. Јас внимавам, ама ти не знаеш како да се однесуваш како еден татко. Ти, Тасин, не знаеш што зборуваш. Хасан. Не слушаш ли што зборува татко Рамис? Како така зборува? Хасан, велам. Керка ти не го почитува муслиманството. Се плетка со христијански мажи. Што зборуваш, бе ти? Мустафа! Мустафа! Стој. Господа, не смеете вака да се однесувате во џамија. Чичко Рамис. Алекс? Алекс! Што го работите? Што сте го Зашто? Чичко Рамис, барам дозвола од тебе да се оженам со керка ти. Зошто го пушташ го Не може тако нешто. Алекс, ти мислиш дека се ќе се среди доколку станеш муслиман? Биди ми сведок Оджа Ефенди. И ти, Чичко Рамис. Сите сте ми сведоци. Господе, знам дека си еден. Помогни ми да бидам со љубената. Рамис Ефенди, сега повторно прашувам пред сите. Дали дозволувате јас да се оженам со Зарифе? Рамис ага! Рамис! Чичко Рамис, одговори ми! Господе, те молам, одбрани ми ја љубовта. Се да биде добро. Мајка ми и татко ми да бидат срекни. Се да биде добро.
Те молам, Господе. Те молам. Чичко Рамис! Одговори ми! Чичко Рамис! Одговори ми! Одговори! Седни, Алекс. Ајде, одговори ми! Алекс, мири се. Меанџија, направи едно јако кафе. Ќе биде. Добро утро, Хатидже. Добро утро и вам. Нарно нека е. Денес јас ќе го отворам дуќанот. Која е господјава? Сестра на онаа расипана девојка. Дошла сама да отвора дуќан во чаршијава. Што зборуваш ти? Како можеш ти така да зборуваш? Господа, срамота е. Ти си жената на кројачот Хасан, така ли? Така, и што? Самиот се исплаши да дојде во чаршијата, па тебе те испрати во дуќанот, така? Вчера сте се испотепале тука. Сте му ја скршиле раката на сопругот. Затоа морав јас да дојдам. Нека се моли што му е раката скршена. Вие се обидовте еден христијанин да претворите во муслиман. Внимавајте и нешто полошо да не ме снајде. Меанџија, веднаш. Хасан, појасот. Повели. Дај. Како се случи ова? Пасков. И безделниците со него го направија. Одзади ми дојдоа. Не ги видов. Хасан, ти стигни го Чичко Рамис. Ајде. Ајде, полека. Ме ранија. Ајде, за да Алекс. не станува муслиман. полека. Ајде. Добро ли си? Подобар. Ајде сега оди дома и одмори се. Треба да разговарам со Чичко Рамис. Не може, Алекс. Треба да Алекс. разговарам со Чичко Алекс. Рамис. Алекс, слушај ме. Добро утро, Рамис Ефенди. Ај, Боже. Рамис? 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 Рамис Ефенди! Рамис Ефенди, кажи што се случило, кажи! Стана муслиман. Кога тоа? Дојде во џамија Фатма. Таму пред сите во џамијата кажа ја побара Зариф од мене. Веднаш ли? Веднаш. Офлеле, Господи Боже. А ти што му рече? Му рече ли нешто, а? Му рече? Можев ли нешто да кажам? Не му кажа?
Каде е мама? И не, разговара со тата. Дадо, што се случува? Не знам што се случува. Вахиде, знаеш ли што се случи? Што се случи? Алекс стана муслиман. Муслиман ли стана? Така е, во џамијата кажа и кажа дека сака да се ожени со Зарифе. Тука ли си ти? Не можеш вака да пешачиш. Добар сум. Ако продолжиш вака ќе се онесвестиш, многу крв ќе изгубиш. Добар сум, ништо не ми е. Алекс, послушај ме. Треба да Послушај ме. Нема фајда од друг разговор. Не претерувај. Дај му малку време на Чичко Рамис. Нека си оди дома, нека се одмори, нека размисли. Ти твоето си го кажа, нели? Јас го кажав, тој не го кажа. Јас го прашав, тој не одговори. Не можев да зборувам, бе. Джабар Ефенди, што ти се случи? Што било, а? Готов сум. Донеси ми вода. Ајде, вода донеси ми. Седи Донеси тука. ми вода. Седи малку. Еј, народе, слушајте ме мене. Чујте ме и почујте ме. Алекс, ја сменил верата ме. Што зборуваш, бе ти? Велам дека Алекс ја сменил верата. Ова утро отишол во џамијата и пред сите ја сменил верата, таму ја сменил. Алекс, ја сменил верата? Уште ова ни требаше. Изгоревме, луѓе. Изгоревме, Господ да не чува и брани. Ова многу скапо ќе ги чиним. Многу... Нели го средивте тоа? Мамо, што ќе биде сега? Нели Алекс ја смени верата? Ништо нема да биде. Така, ако Господ прифати, ние што да правиме? Ние нашето го кажавме. Ама, татко Рами се уште ништо не кажа, нели? Јас кажав, што има друго да се каже? Тој нема потреба ништо да каже. Нели, Рамис Ефенди? Тато, доаѓаат. Чичко Рамис. Сега сакам внимателно да ме изслушаш. Знам, не е лесно. И понатаму воопшто нема да биде лесно. Ама за Зарифе јас сум подготвен на се. Ќе направат уште поголеми проблеми. Ама какви проблеми и да направат, јас сум спремен на се. Ти давам ветување. На твојата Зарифе нема ништо лошо да и се случи. Ништо лошо. Сега, со Божји благослов, ја барам од тебе. Јас сакам повеќе од животот. Рамис Ефенди! Тука е! Тука е! Што сакате, бе? Сакаме да разговараме со Рамис Ефенди. Зашто сакате да разговарате? Ќе ја даде ли ќерката, тоа сакаме да знаеме. Господа, таа девојка е ќерка на Чичко Рамис. И вие не се мешате во оваа работа. Традицијата ни е заедничка.
Недолично е да му ја даде керката. Не ја расипувајте Не смееш традицијата. да ја дадеш керката, Рамис Ефенди. Не смееш. Што ви е вам, бе? Таа е негова керка. Од него зависи дали ќе ја даде или не. Не смееш да ја дадеш, Рамис Ефенди. Зошто да не ја даде, бе? Ви се допаѓало тоа вам или не? Момчето има право на тоа. Вахиде, тебе не ти личи да зборуваш, молчи. Господа, Алекс не прави никаков греф. Има право да ја побара девојката. А за ова единствено Чичко Рамис ќе одлучи. Ова дете прави грешка. За да се ожени со девојчето ја сменил верата, тоа не е правилно. Ова е невидено нешто. Не смееш да му ја дадеш керката, Рамис Ефенди. Не смееш да му ја дадеш. Вие зошто се мешате, бе? Замолчете, бе! Сите замолчете! Алекс, зборувај. Ќе одговориш? Господ, своето лице меѓу луѓето го покажувал кој што најмногу го сакаме. Јас Господата убавина ја видов на лицето на Зарифе. Затоа ја смени верата. И затоа од тебе ја барам твојата ќерка, Чичко Рамис. Сега кажи ми ја даваш или не? Треба да размислам. Што? Што рече ти? Што рече? Што рече? Што рече ти? Алекс, оди сега. Ме слушна што реков? Грешиш, Рамис Ефенди. Мамо! Тето Фатма! То Зарифе. Зарифе! Мамо! Мамо! Зарифе! Треба да размислам. Што? Што рече ти? Што рече? Што рече? Што рече ти? Алекс, оди сега. Ме слушна што реков? Грешиш, Рамис Ефенди. Мамо! Тето Фатма! То Зарифе. Зарифе! Мамо! Мамо! Зарифе!
Зарифе? Зарифе? Зарифе, добро ли си? Зарифе? Зарифе? Добро ли си? Добра си, добра си. Зарифе, вчера тука дојде еден чичко и една тетка, се сеќаваш ли? Да? Тие чичко и тетката сакаат да те посвеат. Утре ќе дојдат да те земат. За тебе ќе почне нов и поубав живот. Јас не сакам да одам со нив. Јас го чекам господинот учител. Кој ќе процветат цвеќата, ќе дојде и ќе ме земе. Господинот учител не може да те посвои, Зарифе. Бидејќи тој е христијанин, ме разбираш ли? Не те разбирам. Јас го сакам учителот. Те молам брзо порасни. Да го отворам прозоров, да влезе воздух. Дојди, Вахиде. Измасирај ги зглобовите. Јас ќе одам да видам тета Фатма. Зарифе. Фериде, качи се горе, дај ми го тоа мене. Во редбата. Дадо, добра ли си? Добра сум, девојченце. Многу добра. Мајко Фатма? Татичко,
Што се случува? Каде е мама? Се онесвести. Долу е. И сестра ти се онесвести. Горе. Мамо? Влези, Хатиджа. Наскоро ќе се освести, не грижи се. Рамиз ефенди. Фатма, моја мила. Вистина ли е тоа што го чувме? Вистина е, тетка Бидија. Да излезам јас да ги видам девојчињата. Повели, тетко Бедија. Фатма. Рамиз, сакаш ли малку да прошетаме, а? Зарифа? Да. Добро ли си? Добро сум, дадо. Зошто си ваква? Не слушна, дадо. Алекс дојде и ме побара од тато. Тато му рече дека ќе размисли. Забави малку, Зарифе, дојди седни малку. Не можам да седам, ќе ми изгледа срцево. Зарифе, не знам дали разбираш. Тато не рекол дека може. Само рекол дека ќе размисли. Знам, дадо. Ама не рече не може. Зарифе, ајде, дојди седни тука, ајде. Дада Зарифе, ќе се омажеш ли за Алекс? Ајде замолчета. Девојчиња, ајде да излеземе надвор. Ама и ние сакаме да слушаме. Ајде и мине пембе, ајде надвор. Одбрани сте за една многу важна задача. Како ваш командант се гордеам со ова затоа што доброволно ја прифативте ова задача. Состојбата на нашиот народ е многу тешка и лоша. А ситуацијата на империјата е очигледна. Османлиската империја не е силна како во времето на нашите предци, кога незините граници се протега од Анадолија до Балканската територија, од Африка до Средниот Исток. На сите страни имаме недостатоци. Но треба да знаете дека портата на Анадолија е Балканот. Ако падне Балканот, тогаш ќе падне целата наша империја. Затоа, реализирањето на оваа задача е многу важно. Господ, нека не чува и нека не штити во борбата. Ти што му рече на Алекс? Му реков дека треба да размислам. Што? Да размислиш? Не слушна што реков?
Дадичке, знам дека многу се израдува. Знам дека сакаш тато да каже да. Јас не верувам дека ќе рече да, Зарифе. И јас не верувам, Зарифе. Зошто зборувате така? Татко ми не рече не, рече ќе размисли. Така рече, Зарифе, ама не гледаш што се случува. Вчера насред чаршија се степале муслимани и христијани. Потоа, попат го пресретнале Алекс и го раниле во нога. И на Хасан му е пукна раката. Сите зборуваат за нас. Не напаѓаат. Знам, дадо. Знам се. Ама што да правам? Срцето не се разбира од збор. Види сега. Види колку ми чука срцето. Откако знам за себе, ова срце никогаш вака не чукало. Јас како денес да сум се родила. И кога го видов Алекс, заре можев да знам дека ќе дојде ден кога Алекс ќе им се спротивстави и на тато и на сите. Ќе каже дека ме сака. Дека поради мене ја смени верата. Знаете ли што сакам? Во овој момент сакам да умрам. Вака среќна да умрам. Да не видам поголеми зла. Господине Попе! Дали знаеш што се случи? Што се случува? Нели ќе разговараше со Алекс? Разговарав. Тогаш не те послушал. Алекс ја сменил верата. Ни се сруши угледот. Господине Попе. Штом вие не знаете како да го зачувате угледот на црквата, тогаш ние знаеме како треба да го зачуваме, господине Попе. Хајде со мене. Мајко Фатма? Ах, ма Фатма. Немој така, ма Фатма, немој. На вистина не знам како рече татко Рамис такво нешто. Хасан, синко, излези малку надвор. Малку муабет си имаме со Фатма. Ајде, Хасан, дојди да излеземе. Штом го направи тоа што го сакаше, од сега натаму не мешај се. Остави го сега Рамиз Ефенди, нека размислува. Дедобе, ти многу години го познаваш Рамиз Ефенди. Што велиш? Ќе ја даде ли ќерка му? Не знам, бе, мнучко. Не знам. Влезете. Седнете, капетану. Повелете, седнете. Ги одбравте ли луѓето? Да, команданту. Не заборавајте, ова е тајна задача. Затоа, за да бидете прифатени од народот, ќе треба да се однесувате и да зборувате како нив. Направивме се што е потребно, команданте. Кога ќе тргнете? Кога ќе наредите, тогаш ќе тргнеме. Веднаш тргнете. Тато уште не се вратил. Дадо? Што велите кога ќе дојде тато да седнам да зборувам со него? Остави го нека размисли малку. Добро вели дада Зарифе. Сега треба да си многу трпелива и да чекаш. Рамиз Ефенди, знаеш дека те сакам. Пријателот некоја зборува и остро, и затоа сега јас остро ќе зборувам со тебе. До сега вакво нешто ниту се видело, ниту се чуло, Рамиз Ефенди.
И јас ниту сум чул, ниту сум видел. Ние ја почитуваме нашата традиција, обичаи, така ли? Ги почитуваме. Нели, нашите татковци вака не учеа? И ово од секогаш било вака. Сакам да ти кажам дека еден христијанин кој станал муслиман нема никаква пречка да се ожени со една муслиманка. Сега, ако ти дозволиш Алекс и Зарифе да се венчаат, керка ти ќе биде многу среќа, Рамис. Ама животот им стане многу тежок. И нивниот живот, и животот на твоето семејство. Ама, ако не дозволиш да се венчаат Алекс и Зарифе, народот за 3-4 дена се ќе заборави, ама тогаш ќерка ти Зарифе ќе биде несреќна до крајот на животот. Затоа ми се Ефенди треба што побргу да донесеш одлука. Што поскоро да се заврши оваа работа, додека уште не се влошила ситуацијата. Џабар Ефенди, еве стави се на моје место и кажи. Јас не би се осмелил на вакво нешто, Рамис Ефенди. Ако јас имав своја ќерка, не би си дозволил да му ја дадам на Алекс. Земи, ајде малку. Ајде, кажувај. Ке размислел. Што има тука да се размислува? Зарем сака да ја даде керка, ништом сака да размисли? Ахма, Фатмичке, не грижи се, мила моја сестро. Ајжи ти Бога, немој толку да се грижиш. Било што било, размислувај за воиднина. Тоа е важно. И јас тоа велам. И јас се плашам за понатаму, господја Бедија. Пред сите му рече на Алекс дека ќе размислел за тоа. Јас се плашам што стои за оваа размислување. Зарем сака да ја даде керкани? Штом размислува? Зарем овој човек воопшто не се сеќава што ни направија? Тогаш Алекс беше христијанин и само муслиманите не напаѓаа. Ама сега Алекс стана муслиман. И од двете страни сите ќе не напаѓаат. Ке гориме во два огна. Јас од тоа се плашам. Ме разбираш ли? Мустафа, татко Рамис рече дека ќе размисли. Ама јас се си мислам, нема да му ја даде Зарифе на Алекс. Не, јас го познавам татко Рамис. Сигурно нема да му ја даде Зарифе на Алекс. Многу добро го познавам. Ке размислел. Што има тука да се размислува? Многу си во право, Фатма. Тој нема што да мисли. Јас ке разговарам со Рамис. Ке го прашам што мисли. И јас сакам да знам. Ке одам сега кај него и ке му кажам. Во право си. Јас ќе одам да зборувам со тато. Одиде со господин Џабар, ти кажав. Тогаш ќе одам и ќе зборувам со мама. Аман, Мазарифе, ти вели ме почекај малку. Не, дадо, не можам да издржам. Одам да зборувам со мама. Каде е господинот Рамис? Излегол со господинот Џабар, тетка Фатма. Што? Сега ќе дојдат, ето Фатма. Не грижи се. Ќе дојдат. Мамо? Мамо?
Мамо, Ајде сега да станеме и да одиме, зашто јас треба да завршам една многу важна работа. Ајде тогаш. Каква работа? Не прашувај, Рамис Ефенди, не прашувај. Што е, бе? Моите овци. Што е со овците? Вчера вечер легле неколку нерани мајковци. И таму го несвестиле мојот овчар Муса и сите овци што ги имав ми ги украле. Боже, многу ми е жал, Џабар Ефенди. Многу ми е жал. Најстрашно е што сите пари што јас ги имав ги вложи во тие овци, Рамис. Многу се натажив, Џабар Ефенди. Значи, и покрај толку проблеми, ти дојде мене да ме утешиш. Да си жив и здрав. Како велат, пријателите се познаваат во лоши денови. Јас да бев христијанин, како Алекс, ќе ме сакаше ли тогаш? Дали помисли да ја дадеш штом на Алекс му рече дека ќе размислиш? Реков дека ќе размислам. Ама зошто го реков тоа, навистина не знам. Што правој овде, бе? Ние сме ловци, тргнавме на лов. Каде ловите? Погоре на ридот, ловиме ребици. Наскоро вистинската ќе обеси. Господе, кој го оставил ова? Господе, што е ова? ми го уништиле дуќанот. Зошто сториле вака? Зошто го сториле ова, бре? Кој го стори ова? Кој несрекник го стори ова? Хасан. Кој да го стори ова, нека се Смири јави. се, Хасан, смири се. Смири се, Не ти можам, Хасан. Џабар Ефенди, не можам да се смирам. Смири се, бре. Полека, Хасан, Ве прашувам, кој го стори ова? Кој го стори? Зар не разбира зашто го сториле ова, Кројачу? Што зборуваш, бе ти? Хасан, чекај, чекај. Пред некој ден и на жена ти реков, сега и тебе ќе ти кажам. Еден христијанин го направивте муслиман. Ке видите уште што ќе ви се случи. Излегувај надвор, проклетнику! Излези! Што викаш? Што сакаш? Несрекнику! Ке стоите подалеку од Зарифе, разбрали? Сите ќе ве убијам! Сите ќе ве убијам! Ме разбрали?